Зошто се укина попладневната ефтина тарифа на електрична енергија? По која основа на граѓаните со сметките за струја им се наплатува и дополнителни 33,3%? На овие прашања се задржаа претседателите на местните заедници во регионот во разговор со представници од Регулаторната комисија за енергетика. Јас барав од Регулаторна комисија да ни тумачат, да ни кажат што значи тоа 33,33%. Бидејќи со ова сметам дека тие зеле толку право да стават раката раце во джеповите на граѓаните и да земат колку што сакаат. Што значи за мој рачен тоа е една плячкање. Мора да даде. Воколку не дава, веднаш ќе прекинат. Има од нив тумачење, меѓутоа сепак мислев дека поарно би било да организираме еден состанок за денеска и свикав од Регулаторна комисија да дојдат тие самите да тумачат, а потоа и ние да дискутираме, да видиме кој е во право, кој не е во право. Ние сме во право затоа што констатираме дека сме во голема сиромаштија. Народот останал без парица. Значи 33% тие ставија. А сега укина етне прва и втора фаза со ефтино. Што значи? Каде ни носи ова? Мора тие да кажат на народот. Мора да се оправдуваат. Мора да разбереме. Не може. Идеме веќе во дно. Со ова автоматски доаѓа дека буржуазна класа треба тие да уживаат, а работничката класа мора да трпи. На седницата на местните заедници во Полошкиот регион се разгледа и проблемот со далеководните столбови, кои според граѓаните биле поставени без почитување на потребните критериуми. Има на улици поставени во сред улица електрични столбови кои смеќаваат и имаат судари со разни врсни сообраќајни коли или камиони или со трактори одерат и паѓаат или криво стојат и неопходно има покрај куќите пред вратата ќе поставуваат и во теснеси улицата и децата не можете никако да излезат напад. Ако излезат напад иде кола, не можете никако да се спасе, така да имаме сообраќајни несреќи. Движењето Аман од граѓаните кои бараат измени во Законот за енергетика собра 13.169 потписи. По вчерашната расправа, собранието ја отфрли оваа иницијатива.